На пресконференција попладнево објави дел од кандидатите за градоначалници. Одиме во живо пред Социјалдемократскиот сојуз. Тамо Ивана Соколовиќ најдова. Ивана, кои се информациите, кои се веќе одбраните кандидати? Да, Иван, извршните органи на СДСМ вечерва донеле одлука за 19 имиња со кои што влегуваат во трката за обезбедување на локалната власт на престојните избори. Според председателот Венко Филипче, тој одлучил и членовите на извршните органи на партијата довербата за општина Центар повторно да му ја дадат на актуелниот градоначалник Горан Герасимовски, а довербата за нов мандат повторно им е дадена и на градоначалниците во Крушево и Крива Паланка. Вели дека и за сите овие 19 имиња за кои што е донесена одлуката има проекти кои што тие самите ги најавили и вели дека сериозно се работи на изборната програма, а она што ќе биде ветено за граѓаните ќе биде во целост исполнето. Во продолжение да ги слушнеме кои се 19 имиња со кои што СДСМ вечерва одлучи да влезе во трката за локалните избори. За општина Центар актуелниот градоначалник Горан Герасимовски, за општина Аеродром доктор Александар Трајановски, за општина Ѓорче Петров председател на општинската организација Костадин Нацевски, за општина Чучер Сандево актуелниот градоначалник Сашо Комненовиќ, за општина Берова актуелниот председател на општинската организација Илија Рунтевски, за општина Крива Паланка актуелниот градоначалник Сашо Митовски, за општина Лозово Ацо Велковски, општина Чешиново Блешево Горанчо Крстев, општина Богданци Блаже Шопов, општина Дојран Ристо Джинев, општина Могила Зоран Ристевски, општина Неготино Петар Мантев, општина Новаци Љубе Кузмановски, општина Росоман Стојанче Николов, актуелниот градоначалник, општина Вевчани председател на општинската организација Стефан Радиновски, во Крушево актуелниот градоначалник Томе Христовски, во Ресен председател на општинската организација Александар Бузлевски, во Штип исто така председател на општинската организација Павел Иванов и председател на општинската организација во општина Газибаба Владко Митовски. Ивана, има ли одлука од партиските тела, дали во сите општини СДСМ ќе оди со своји кандидати или некаде ќе поддржат и представници и кандидати на коалиционите партнери? Иван, конечна одлука според Филипче за оваа тема нема донесено, меѓутоа не исклучува можност во делот општините да поддржат кандидати кои што ќе дојдат од коалиционите партнери. Имено го прашавме дали има веќе и име за главниот град, меѓутоа Филипче не сакаше да кажува со кого ќе влезе во изборната трка, вели дека внатре-партиските консултации се уште траат, а во игра биле неколку имиња. Еве и ова изјава од него. Тоа ќе зависи од тоа како ќе завршат разговорите, меѓутоа има општини во кои разговараме да поддржиме и други кандидати, не само и ексклузивно од Социјалдемократскиот сојуз. Така, ова беше ставот околу можно коалицирање или поддршка од СДСМ за кандидати на коалиционите партнери за идни градоначалници на изборите. А освен СДСМ, ВМРО ДПМН веќе кажа 33 имиња со кои што влегува во изборната трка. Вели дека ова се кадри кои што ќе донесат просперитет за граѓаните на оние последни пресконференции на кои што беа објавени имињата и дека имаат конкретна визија за тоа како да се подобри стандардот и условите за живот во Македонија. Меѓутоа, освен СДСМ и ВМРО ДПМН, се уште траат и консултациите за кандидати и од партијата Знам, која што веќе најави дека се во консултации со владеачката ВМРО ДПМН каде ќе настапат со своји имиња, каде ќе биде поддршка за кандидати од коалицијата, меѓутоа најавија дека за советнички листи настапуваат самостојно на овие избори. Вечерва и од Вреди отвараат изборен штаб на кој што се очекува од партијата да ги соопштат имињата кои што ќе бидат на раководните позиции во изборниот штаб. За веќе во 21 часот најавувам детали и од таму како ќе биде прераспределбата практично и дали воопшто Вреди веќе имаат некакви имиња со кои што ќе влезат во изборната трка. Сепак во оној
дел од албанската опозиција. Европскиот фронт се уште тактизира, не се споменуваат никакви имиња, со оглед на тоа дека се уште нема конкретни информации дали ќе се официализира оние се погласни информации кои што кружат дека Таравари можно е да влезе во коалиција со Ахмети и останатите. Иван, ова се последните информации дека СДСМ вечерва објави 19 имиња со кои што влегува во изборната трка. Да, ќе ги следиме тие информации за можните идни коалиции. Ивана Соколовиќ, најдобро благодарам.